Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Со какви ситуации се соочуваат даночните инспектори при контролите? Така се, ние сме дојдени по пријава дека не издавате фискални сметки. Сега 90% не би требало. да, меѓутоа според програмот покажува дека не издават. Пола-пола, 50-50. Не би требало. На какви се и троштини се подготвени домакините? Прими се приватни замолувам. Не смеете во приватни... Не дојдовме кај вас дома, значи дојдовме... Не, тоа не е приватен дел. Бевме на терен со УЈП во Кичево, Велес и во Скопје. Докаде е иницијативата за обележување на возилата со налепници во различни бои како основа за исклучување од сообраќајот при екстремно висока загаденост? Се надевам дека Министерството тоа во брз временски период ќе го среди, за да може да веќе оваа зима да има некои ефекти од тој предлог на градот Скопје. Полог вчера беше покриен со капак од чад. Причина пожари, но и масовно палење стрништа. Треба едукација. Сериозна едукација треба. Во очекување на следните чекори на ЕУ за европската перспектива на Северна Македонија, веќе циркулираат неколку предлози за реформа на преговарачкиот процес. So we prefer to call it a horizontal approach, and it would reward meaningful progress, also with the unlocking of the structural funds in this sector where they're doing well. Мисли дека тоа ќе го донесе на власт? Мало сутра! Саботажа. Ова е само најава, со содржините се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Продолжуваме да следиме темата за европската перспектива на земјава по неуспешниот обид на земите членки на ЕУ да се усогласат за почеток на пристапни преговори со Скопје и со Тирана. Пред утрешната посета на премиерот Зоран Заев на Италија, чиј премиер Џузепе Конте најави иницијатива за брзо враќање на ова прашање на дневен ред пред земите членки, вечерва ќе ве запознаеме со една од неколкуто идеи за реформа на преговарачкиот процес што беа лиферувани од влијателни европски think tank организации и нивни соработници. Станува збор за предлог на докторантката од Оксфорд, Тена Прелец и поранешната шефица на Канцеларијата за европска интеграција во српската влада Милица Делевич, објавен од Европскиот совет за надворешни работи. Во текстот под наслов "Хоризонтално и побрзо нов пат за Западен Балкан кон ЕУ", авторките промовираат така наречен хоризонтален пристап, паралелно со актуелниот вертикален, кој би подразбирал интеграција сектор по сектор, што според нив би довело и до побрз и повидлив бенефит за граѓаните на земите кандидатки. Авторките нагласуваат дека членството во ЕУ треба да остане крајна цел за земите од Западен Балкан. Краткиот разговор со Тена Прелец ќе го видите подоцна во емисијата. Што се случува кога даночна инспекција ќе влезе во контрола во некој дуќан? Со какви згоди и незгоди се соочуваат инспекторите и на какви троштини се подготвени домакините? Дали даночниците се однесуваат како джелати, како што знаат да ги опишат собственици на контролираните бизниси? Колку мерката Мој ДДВ дава резултат? Нашите Славица Филиповска и Зоран Јовановски беа со тимови на УЈП во Кичево, Велес и во Скопје и прикриено ги регистрираа контролите. Управа за јавни приходи. Така се вика институцијата што за општата јавност е синоним за собирање на даноците, а за бизнисот е институција што им зема заработката. Даночниците на терен се присутни преку инспектори што доаѓаат или по пријава или по сопствена иницијатива. Со такви тимови 360 степени помина 2 дена при контроли во 3 града. Ова беше ретка можност да влеземе во кожата на инспекторите и да посведочиме на атмосферата при собирањето на државниот арач. Секако за приказната прашавме и на другата страна – контролираните бизнисмени. 11 часотна локација на автопатот Скопје-Тетово. Две екипи на УЈП тргнуваат за Кичево. Контролорите, иако се од друг крај на земјата, се чувствуваат покомотно со заштитен идентитет. Бевме заедно со припадниците од ДБР
Таква беше акциската контрола тогаш. За среќа, без инциденти, поминавме мирно, констатиравме неправилности. Според последниот попис, градот Кичево има околу 27.000 жители, што за УЈП се значителен број даночни обврзници. По пристигнувањето, инспектори поделени во два тима тргнаа во акција во различни делови од градот. Меѓу првите за проверка е продавница за играчки. Согласно евиденцијата електронска, во фискалниот уред имате 376 деневи купен промет. Промет затекнат во готово на лице место колку? 16.490. На што се дължи така? Мола? Нерегуларно. Зошто? Процентот на неидентифициран промет е многу висок. Значи ма да не знам. Со оваа динамика на промет вие немате ни за кирија. А камо ли за работените? Од сега натаму треба се да евидентирате, да знаете. Тоа и на газа да ќе не пренесе. Сега ќе се следи глава и решение за привремена забрана за вршење на дејност. Ај, нека биде помала, видете нешто направите таму. Примерни сме, не снимале прекушоци толку. Никогаш, а? Па не. Ма славо куцате, а? На момент изгледа да спиваме дремка. Екипата во другиот дел од градот примени различна тактика. Тимот инспектори не се представи, туку седна во сладкарница и нарача десерт. Освен сладкото, чекаа да видат дали ќе добијат и фискална сметка. Сметка дојде, но контролорите забележаа дека тоа е само налик на вистинска фискална. Има производ и сума, но не и ДДВ. На газдата на локалот не му беше право кога доби казна. Што е ова работа, што им го помене се панела, баш интересно. Ние бар пат сме. Се жалеше дека често му доаѓаат инспекции? Во изминатиот период од 2 месеци имавме континуирани акции кои беа едукативни и прашавме на лице место дека не бил до сега казна, тоа му е прва, неколку пати бил посетен. Тимовите на УЈП низ Кичево поминаа уште во 2 кафе бара. И таму изготвија записник за изрекување глоба, бидејќи најдоа двојно повеќе пари во касата и кај келнерите, отколку што е електронски евидентирано во системот. Билансот од Кичево е од 5 извршени контроли, 4 казни. Само едно правно лице, цвеќарница, се спаси. Како и во другите објекти, инспекторите барем во наше присуство беа љубезни. Добар ден. Како сте? Како оди работа? Так. За разлика од другите фирми, при инспекцијата љубезен беше и домаќинот. Те за пено кафе? Хвала. Хвала. Озбилно? Хвала. Нема градска работа. Ако де? Промаме наши кафемати, ќе ви направам. По снимањето со инспекторите се вративме сами кај компаниите што беа цел на контролите. Не сакаше да зборува никој, освен газдата чија фирма помина без казна. Иако тој лично не беше присутен при инспекцијата, пред нашата камера сподели сосема различна верзија за настанот. 5 мажи влегле са бајле, исто дрски, некултурни, баш она како джелати влегуваат. И сега ние кажуваме кај другите, кај нас некои трети кажуваат дека идат УЈП. А што може УЈП? Душата да ни ја земат? Не може. Не ни пишале казна, некултурно се однесуваат кога ќе влезат, влагаат 4 и 5 и се многу онака агресивни, дрски. Идеме, сега ќе ве заколиме сите, све ќе уништиме. Значи, многу ни е криво зашто се тие такви. Ако се испратени како државни службеници, каде е нивната култура, по кој принцип се тие примени, зашто нас не гледаат како штетници. За инспекторите од УЈП, ова беше само вообичаен работен ден. Ова е еден од помирните денови на инспекторите кога се работи за вакви акцијски контроли. По Кичево, следниот ден контроли во Велес, повторно во 2 групи и со 2 тима од УЈП. Знаете дека некои врзници ве доживуваат како джелати? Па да, нема чуди. Зошто е така? Па, например, ние влегуваме во кај некој даночен обврзник и се одвива контролата во најнормален ред. После нашето излегување од објектот, за нас се прераскажува друга приказна како не сме културни, како сме ги вреѓале вработените. Јавна тајна е дека дел од собствениците на
врзниците ви нудат пола-пола. Во смисла да не се плати цела казна, половина од сумата да ја добиете вие. Што правите во такви ситуации? Па има многу ситуации каде што е последен мој случај. Бевме во еден угостителски објект, кафич, и ни беше понудено како поклон дека сме биле многу културни кафе, торбичка. Меѓутоа во торбичката откривме дека има пари, среќен навреме се откри тоа. Меѓутоа треба да се смирен во вакви ситуации и нормално да се одвие дека се знае законот мора да важи за сите. До сега некој ваш колега бил казнет поради примање мито? Па мислам дека да. А се случува често? Се случува многу често. Но Велес го поби ваквото тврдење или пак однапред ја проби акцијата на УЈП. Контролите покажаа дека речиси сите даночни обврзници работат по закон. Да, фискални, да. Само некогаш не ги зимат. Случај, само не можеме со да ги натераме. Вие ги дадете, да ги земат. Точно е се. Добре. Бидете си такви понатаму, По 8 контроли во Велес и тоа во супермаркети, кафе барови, продавници за играчки, бутици, инспекторите открија нерегуларности само во една цвеќарница. Тоа не е приватно, да, но приватен дел му тоа. Значи 200.000 степени. Тоа ми е приватен дел. Те молам, тоа ми е приватен дел. Тоа ми се приватни замолувам. Не смеете во приватни... Не дојдовме кај вас дома, значи дојдовме... Не, тоа ми е приватен дел. Не смеете да ми Јас ве замолувам да ми ги дајте, да ги видиме, да видиме што се евидентира во тие тетрадки. Тој дел со закон го знам дека тој дел не смеете да ми го видите. Не сте ми го право, грешите, треба да ни ги дајте, иначе не соработувате на овој начин со нас. Една од вработените ги врати тефтерите во просторија која собственичката ја нарекува приватен дел. Значи не соработка во овој момент. Те замолувам, дајте ни ги да ги разгледаме, да ви укажеме на погрешно работење, ако погрешно работење. Откако собственичката дозволи, тефтерите беа вратени. Инспекторите открија дека во нив се води паралелна евиденција на прометот. Еве сега, нерегуларно е, готово, видено е, што треба да правим. Треба да си го евидентирате целосно прометот на фискалното. Не знам стварно зашто не го кажете. Зашо? Зашто? Па не говорете. И мене ми е полесно така, реално кажам. Да си давам фискално, да си взимам секако. Мене ми е полесно. А зашто не даваме? Не знам да ти кажам зашто. Пред заминување, инспекторите запленија еден од тефтерите. И покрај изречената глоба, собственичката и тимото до УЈП се разделија со пријателски гест. Сепак ќе се поздравиме. Ајде, зашто не? Ајде, пријатно. По контролите, се вративме да разговараме со газдите на фирмите што ги посети УЈП. Супер, чисти се бевме, перфектно. Како се однесуваат? Супер. Се што не побараа, се им дадовме. Со само една глоба и УЈП тврди дека денот бил добар. Во Велес направивме вкупно 8 контроли, од кои во кај еден даночен обврзник ќе биде изречена глоба. Ова е добар или лош ден за УЈП? Добар е. Добар, може да се каже дека е добар. На нас ни одговара да се дават фискални сметки. Постои верување дека најдоцна до 16 часот, со крајот на работното време на администрацијата, завршуваат инспекциите. Но УЈП честопати пушта екипи во ноќен лов. Цел на вечерна акција во Скопје, овој пат се Старата чаршија, Боемската улица и угостителски објекти на други локации. Чаршискиот еснав се обиде контролата да ја сврти на шега. Слушај, да ти кажем, ова треба телефонот, ние идеме. Да ви зајавиме? Никако. Да се спремите. Да се спремиме. Треба да средиме касата. Ајде. Парите ги чувате во келнерите или овде во шанкот? Врска немам, чеки Не знаете 50 парица, добро. Поред законот, ако сте даде во врзник, ако надмините 1 милион денари промет, мора да поседувате резервен фискален апарат. Во моментов треба во објект да имате и сметководствена книга и парагони за... Значи за прекршокот следува глоба. Ама еве,
нека биде однос вече во помена за во најскоро време да се наведат и повторно ќе поминиме да направиме контрола дали сте се коригирале. За кратко време ќе Фала ви многу. Контролата во една сладкарница се претвори во долго барање и прегледување несредена документација. Сега, ако ми дозволите, прилично ви е неуредно. Дадете да си дозволите малку време да земете на во инспекторат. По одржаната лекција и овде поминаа без казна. Следна за контрола беше една кебапчилница, каде инспекторите најдоа неколку од така наречените нефискални сметки. Овие две-три сметки ќе ги провериме на GPS-от, ако постојат вака дека се изделе фискални сметки, нема да има никаков проблем. Доколку не ги најдеме, ќе се работи. Во мал ресторан, контролата и собственикот влегоа во спор за уредноста на документацијата. Интересно. Овде барат и сме конфискувачна книга. Кажете ми колку лети ми добрите денес. 30 или 40? Evo ti var. Dobro, i nema ga tako da odzabavljam cijelom su može. Danas kad dođe po 10:30, певна операција на tumorno праја, пријатно се надам. Останатите локали во чаршијата беа уредни. Но во кафе-бар на другата страна од градот, полноќната акција се претвори во маратон. Ние сме до правата за јавни приходи, една контрола ако може да извршиме. Може. Вака се, ние сме дојдени по пријава дека не издавате фискални сметки. Сега 90% не би требало. Да, меѓутоа според програмот покажува дека не издават. Пола-пола, 50-50. Не би требало. А пријавата Пријавата кој дае си се јавува на Еден и ние по пријавата настапуваме, ниту знаеме кој, ниту кафе. Откако стана јасно дека ќе следува казна, од инспекторите се бараше да се легитимираат. може да ги видам ја легитимациите, веќе дојдовте до записник. Јас сум Никола, поверете слободно. Набрзо стигна телефонски повик со обид за ургенција. Ало. Езното. Да. Никола, Софчија, познавате? Ало. Колешка мислам. Повели. Работиме. Многу неправилност имаат, многу неправилност. Тепак ќе видиме колку има за законска, колку има тони направено од 2018. Така, ајде. Тоа. Значи глобала ќе биде за неиздавање фискални сметки. Меѓутоа, вие КДФ и книгата ќе си ја средите, ќе си ја пополните цела. Тоа е дополнително. Тоа е дополнителна казна. Другиот тим вечерта ја заврши со салата и пијалак во еден ресторан. Освен одмор, целта беше да проверат дали ќе добијат фискална сметка. Цехот е во ред, но инспекторите забележаа импровизирани сметки во кантите за ѓубре и во една мала кутија на рафтот. Ова е веќе нефискална сметка, еве сметка број, ова не сме да има количина и цена, видно се разликува. Ги одзедоа нефискалните сметки за да ги проверат преку GPS системот на УЈП. Ако паралелно со нив се издадени и фискални сметки, тогаш е во ред. Ако не, ќе следува глоба. Побаравме и образложение зошто се оди во ноќни контроли. Имаме направено анализа дека најчесто во ноќните часови, деночните обврзници најмногу тогаш го затајуваат данокот што треба да оплатат кон државата. Сметаат дека работното време е од 08 до 16 часот и дека се прибираат инспекторите во своите домови и дека не очекуваат да има инспекцијска контрола од управата за јавни приходи. Ова е искуството на УЈП на терен, бидејќи контролираните фирми не беа многу расположени да го раскажат својот агол на приказната, став побаравме од коморите кои ги застапуваат малите па и микрофирмите. Стопанската комора на Северозападна Македонија 5 години нанадзад работела анализа за инспекциите во фирмите. По 500 анкетирани компании, заклучокот е дека најчести инспекции во фирмите од сите институции вршела токму управата за јавни приходи. Истражувањето покажало и дека УЈП во последните 5 години за речиси 5% ги зголемила инспекциите во микро и малите предпријатија, за разлика од големите фирми, каде надзорот е зголемен за 2%. Според наше видување,
треба да биде поразлично, бидејќи микро и малите компании имаат помали капацитети да се справуваат со законската регулатива. Кај нив треба повеќе да се инсистира на обучување отколку на казнување директно. Директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска вели дека откако е започната мерката за поврат на 15% од платеното ДДВ кај граѓаните Мој ДДВ, тие со месеци не казнувале, туку само контролирале и советувале. По завршувањето на овој период апелиравме неколку пати и на јавните гласила, и медиумски информиравме, и во неврзани разговори со даночните обврзници дека веќе периодот на опоменување завршува и сега веќе ќе почнеме да ги спроведуваме сите оние законски надлежности кои што ги имаме во делот на Законот за регистрирање на готовинските плаќања. И државата и комората ги советуваат фирмите дека најдобар избор е да се почитуваат законите. Ако имат некои дилеми по однос на законска регулатива, како треба да се применува нешто, да се обраќат во комората, ние имаме капацитети да им помагаме. Исто така имаме развиено некои листи за проверки кои се онлайн достапни за фирмите. Секоја фирма може да провери онлайн дали работи согласно законите. Тие се анонимни кои имаат цел да им помагат на бизнисите. Од страна на УЈП или државните институции бараме да бидат неселективни при примена на законите, да прават се да се елиминира човечкиот фактор. УЈП ќе треба да ги изврши проверките во GPRS системот за импровизираните фискални сметки, да пресмета глоба и казните за другите градови да ги прати во подрачните дирекции на управата, па оттаму по пошта или лично до казнетото лице. Казните до адресираните ќе стигнат, но борбата со сивата економија тешко да стигне. Темата за загадувањето веќе е во главните наслови на медиумите. Ако по загревањето на домовите, моторните возила се втор најголем извор на штетни материи во воздухот, проверивме докаде е реализацијата на иницијативата за обележување на возилата со налепници во различни бои, како основа за нивно исклучување од сообраќајот во деновите со екстремно висока загаденост. Прашавме и докаде е идејата за државни субвенции за инсталирање плински уреди во возилата или за замена на старо со поеколошко возило. Еве до какви одговори стигна Хекура на Кифи. Dimri ende nuk ardhur, ndërsa mediumët tashmë kanë filluar të raportojnë se ndoqja e ajrit është mbi të lejuarën. Sezoni i ngrohjes ende nuk ka filluar plotësisht, ndërsa Shkupi tashmë është në mesin e 10 qyteteve më të ndotur në botë. Në 2 ditët e mëparshme, në krye të listës alarmante të ndotjes në vend ishte Kumanova. Për të zbutur situatën, autoritetet ofrojnë subvencione për ngrohës me pelet, si dhe kondicioner inverter. Me qëllim të njëjtë është edhe masa e ndalimit të lëvizjes së veturave të vjetra kur ka ndoqje të ajrit. После домашното затоплување, транспортот е на второ место како извор на загадување во Скопје и во Скопскиот агломерацијски регион и затоа влегуваме со ваквите мерки. Ajo që Makraduli njoftoi në fund të vitit 2018 u shndrua në një ligj që u miratua në gusht të 2019-s. 2 muaj e gjysmë pas ndryshimeve në ligjin për automjetet dhe në prag të sezonit të ri të smogut, 360 gradë kontrolloi për të parë se deri kur është implementimi i etiketave ekologjike. Dhe çfarë konkretisht do të tregojnë ato? Stacioni inspektimit teknik Amerit, që gjendet në dalje të Shkupit, ka Hlagja Vizbek. Ndryshe nga më parë, çdo automjet që vjen për regjistrim merr një trajtim shtesë. Pa përjashtim, një pajisje e veçantë me asasinë e gazit të shkarkimit. Përderisa qëndruam në atë lokacion për kontroll teknik, erdhën 3 automjete, të ndryshëm sipas modelit, por edhe të ndryshëm sipas vitit të prodhimit. Maqet e gazit të shkarkimit të makinës së re kanë treguar vlera më të ulta të grimcave të dëmshme që lëshohen në ajër. Automjeti tjetër, i vjetër rreth 15 vjeç, tregoi një emitim dukshëm më të lartë të shkarkimit të gazit. Makina e tretë dhe më e vjetër, me 23 vjetë shërbim, është qartë se ishte edhe më jo ekologjike. Por të 3 automjetet kaluan kontrollin teknik, pasi emetimet përputheshin me standardet përkatëse për vitet në të cilat u prodhuan.
Кај патничките возила има поголеми проблеми кои се кога се однесува на издувната емисија, посебно кај постарите возила. Сакам да нагласам дека ние се уште се немаме согласени со новите регулативи и директиви на Европската Унија, каде што таму се критериумите многу високи, а воедно и се спрема нова регулатива во Европската Унија во делот на издувната емисија, која најверојатно ќе биде донесена до 2021 година. Detyrimi I kontrolleve teknike për kontrolluar nivelin e gazit të shkaktuar është parashikuar me ndryshimet e kushtit në ligjin për automjetet. Nëse kontrolli teknik nuk e bën të njëjtën, janë parapar gjobat deri në 1.000 euro për personin juridik dhe 250 euro për personin përgjegjës në shërbimin teknik. Por edhe pse matet, niveli I emitimit ende nuk është I dukshëm në automjetet me ngjitës të veçantë. За жал, правилниците уште не се донесени, така да во овој момент таа мерка не функционира и не е се уште заживеана и ние нормално немаме добиено такви налепници. Pse nuk ka akoma etiketa ekologjike, pyetëm në ministrinë kompetente, atë ekonomisë. Nga që nuk dha ndonjë datë konkrete se kur do të jenë gati, por sqaruan se po hartohen aktet nënligjore, të cilat me ligj do të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm. Kategorizimi ekologjik I makinave do të implementohet nga 12 gushti viti 2020. E njëjta vlen edhe për përcaktimin e kategorisë ekologjike të automjeteve, forma dhe metoda e vendosjes së etiketave ekologjike si dhe kostoja për përcaktimin e kategorisë ekologjike të automjetit dhe përgatitjen e etiketave ekologjike. Përderisa shoferët do duhet të presin sa do të kushtojnë ekoetiketat, por dhe çfarë kufizimesh mund të presin për automjetin e tyre, kategoritë tashmë dihen. Sipas ndryshimeve të ligjit, automjetet do të pajisen me 3 lloje të etiketave: të gjelbërta, automjetet me Eco 5 dhe më të lartë, automjetet me Eco 4 dhe 3, të cilat kanë pajisje të gazit, veturat hibride dhe elektrike; të verdh, automjetet me Eco 4 dhe Eco 3; me të kuqe, Eco 2 dhe më ulët dhe automjetet të pakategorizuar. Qëllimi përfundimtar, megjithse nuk përcaktohet me ligj, është që autoritetet lokale të mund të ndalojnë lëvizjen e llojeve të caktuara të automjeteve kur ndotja është e lartë. Идејата е дека секое возило треба да добие соодветна бојана налепница, како овие што ги имаме при регистрацијата на возилото. И потоа административно да може како градоначелник на Скопје да забранам движење на возила со црвена налепница, со зелена налепница, со жолта, како веќе ќе бидат категоризирани. Nëse kryqëzohen dispozitat e re ligjore dhe të dhënat për moshën e automjeteve, nga zyra shtetërore e statistikave pritet që vetëm një pjesë e vogël e automjeteve të marrin etiketë të gjelbërt. Shumica do të kenë etiketa të verdha dhe të kuqe, që me siguri do të nënkuptoj ndalimin për drejtim në ditë të caktuara. Nga gjithsej 415.000 vetura të regjistruara në vitin 2018, vetëm 34.820 ose 8.4% janë prodhuar pas vitit 2011, nga kur hyri në fuqi standardi emitimit Euro 5. Me datën e prodhimit pas 1 janarit të vitit 2006, kur standardi Euro 4 hyri në fuqi, janë 86.450 automjete ose 20.8%. Të gjitha automjete tjera në vend, gjithsej 293.792 ose 70.8% janë më të vjetra se 15 vjet, që do të thotë me standard Euro 3 ose më të ulët. Edhe pse masat me gjasë në ditë të caktuara do të prekin 9 nga 10 shoferët, ndërsa debati për afishet është bërë publik, shoferët dhe taksit nuk janë informuar për ndryshimet që do të hyjnë në fuqi për rreth 9 muaj nga tani. Како да е, треба да се преземат некои мерки, независно дали од кола или од дрва или горење, факт е дека ние загаден воздухот. Ако е тоа проблемот основниот, секој би го прифатил, ама не верувам дека е само тоа. Me jo dhonë shteti pare, a kishni vletën e vetur ma 3 me punu taksi? Po me pas pare po, s'ka, shumë rrejnë. A e di se shash gjatë dimrit, mujtën mos me të lonë me vozit nga për do vendet Shkupit. Qa kime bu? Po shka do të me sabër, maj mana sabër, s'ki shka manë. Ne znam koji su tija standardi, ova je dizel, mislim дека исполнуваме таа последната што е. Зашто ова возил и 2011 предпоставам дека тогаш биле Еко 5, да. Дали сте запознаен за въведување на еконалепници? Па тоа што се збореше нешто, ама докаде е работата не знам, докаде е стигнат. Има и субвенцирање за нови коли. Дали си запознаени со тоа?
Па се збореше нешто, ама дали е стапено на сила, не знам. Si pas të njëjtit ligj, me të cilin implementohet etiketat, është parapartje qeveria paralelisht të sjellë edhe programe për subvencionim të automjeteve. Programi për LPG System është parapartje qeveria të mbuloj një pjesë të argëzimeve për instalimin e sistemit të gazit. Programi për blerjen e veturës së re parasheh që qeveria të mbuloj një pjesë të argëzimeve për veturë të re, nëse blerësi paraprakisht e ka shtrembruar veturën e vjetër. Por si dhe aktet nëngjore që duhet të specifikojnë saktësisht se çfarë nënkuptojnë etiketat e ndryshme dhe çfarë ndalimesh do të sjellin, gjithashtu edhe aktet për subvencion janë akoma në përpunim. Draft programet për subvencionim të automjeteve dhe rregulloreve janë duke u përpunuar nga Ministria e Ekonomisë. Sipas ligjit për automjete, ato do të punohen dhe dorëzohen në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afatin e paraparë. Për informacionet shtesë, opinioni do të informohet në kohë. A do të sjellin etiketat ajër më të pastër, ose thjesht do të sjellin zemrim tek shoferët, në masë të madhe do të varet nga kontrollet. Siç tregoi aksidenti tragjik me autobusin Durmoturës, një inspektim teknik në vend mund të kalohet për mangësi shumë serioze nga ajo e sasisë së shkarkimit të gazit. 360 gradë dërgoi disa pyetje deri tek Ministria e Punëve të Brendshme. Nuk morën përgjigje nëse janë shtruar kontrollet në stacionit e inspektimit teknik pas katastrofës në fshatin Llaskars dhe nëse Ministria e Punëve të Brendshme ka kapacitet për të rritur inspektimet pas prezantimit të etiketave ekologjike. Morën përgjigje vetëm barat se sa gjoba janë shqiptuar në 6 muajt e parë të vitit e kaluar dhe të këtij viti. Nga janari deri në qershor të këtij viti, për kundërvajtje, mos funksionim teknik i automjetit, policia regjistroi 987 kundërvajtje të kryera nga shoferët, 237 nga kompanit dhe 248 vepra penale kundër personave përgjegjës në kompani. Vitin e kaluar në të njëjtën periudhë janë shqiptuar gjoba për 989 shofer, 309 për personat juridik dhe 85 për personat përgjegjës në personat juridik, ose në total, numri i gjobave është rritur për afro 6%, para se gjithash për personat përgjegjës në kompani. Kur të hyjë në fuqi ligji për postacioneve për kontroll teknik, kontrollës do t'i nënshtruan edhe pronarët e veturave. Gjoba do të jetë 100 euro për secilin shofer që nuk ka etiket ekologjike në automjet. Një mas lehtësimi është se deri në muajin gusht të vitit 2022, veturat me standard Euro 4 do të pejisen jo me të verdh, por me etiket të gjelbërt. Ajo ndoshta mund të zbut ndikimin fillestar, por akoma në zonën e verdhë të kuqe do të mbesin 2/3 e automjeteve në rrugët e Maqedonisë. Жителите на Полошкиот регион се гласни во барањето институциите да го ублажат високото ниво на загаденост на воздухот, особено во зимскиот период, но кога личната одговорност на секој од нив е во прашање, тешко ги менуваат навиките. Типичен пример за тоа беше вчерашниот ден. Сончевите зраци, иако немаше облаци, тешко продираа до земјината површина во Тетовско, затоа што котлината беше прекриена со капак од чад, не само поради двата активни пожара на шара, туку и поради огромниот број запалени стрништа. Тоа го регистрираа и мерните уреди на Министерството за животна средина. Петар Клинчарски ја има сликата од Полок вчера. Овие снимки се од вчера, направени се околу 16 часот. Долу во нивите, земјоделците од Полошко ги палат стрништата. Горе кон планините се гледа како чадот ставил капак на котлината. Во далечината пак, едвај се гледаат населените места, иако денот беше сончев. Мирисот на изгорено кој се чувствува на повеќе локации во Полошкиот регион, кој ги регистрираше камерата на 360 степени, се резултат делумно на пожарите на шара, а делумно на мноштвото огнови во котлината како овој позади мене. Отстранувањето на остатоците од земјоделските култури по есенската берба најчесто се прави со нивно палење. Таков е овој пример во селото Камењане, општина Боговиње, но не е само тука. Некаде тоа се мали островца кои се извор на чад, но некаде и цели парцели плодна почва се пеплосани во црнила. За земјоделците тоа е најлесен и најевтин начин
да се ослободат од стрништата, но цената како вчера ја платија жителите на Полошкиот регион. Според мерните станици на Министерството за животна средина, Тетово го почна денот со 72,5 микрограми PM10 честички на метар кубен. Во 19 часот, загадувањето со PM10 честички достигна 270,5 микрограми на метар кубен. Споредено со претходните 7 дена, вчерашниот беше рекорден според лошиот квалитет на воздухот во Тетово. Локалните активисти велат дека се обидуваат да се борат против ваквото загадување, но и дека нивните напори им изгледаат залудни. Јас лично сум пријавила неколку пати и јас лично се обидувам да стигнам до пријавување, значи телефонот не одговарат на телефонот што е бесплатниот телефон, а во e-report кај што, како што ви реков, кај што пријавуваме, таму не ни одговараат, а ништо не се менува од тоа. И последно време граѓаните веќе не сакаат ни да бидат активни, бидејќи гледат дека нема резултат. Треба едукација. Сериозна едукација треба. Ниската свест на поединци не го загадува само заедничкиот воздух, туку често предизвикува и други штети врз животната средина. Пожарникарот тука Алити Деновиве се бори со пламените јазици на два предела на Шар планина. Да дојдете еден ден со мене низ нивите на Полого, од Јажинце до Гостивар, значи колку ми обслужуваме и колку гледаме и знаеме низ Полиња, направени се и мини депонии, кај што луѓето да не се зголеми тоа, само ги палат. Пироманија голема и сега се загадува, нели, воздухот, тој воздух ние граѓаните го земеме во себе си, значи се отруиме и ние. Иако е законски забрането, праксата на палење стрништа не запира. Инспекторите на соседните општини Боговиње и Тетово различно гледаат на проблемот. Од општина Боговиње велат дека имаат обврска да излезат на терен, но само ако добијат пријава од граѓани. Бидејќи такви пријави досега не стигнале, ниту излегле на терен, ниту казниле некого. Од локалната власт во Тетово пак сметаат дека не е нивна обврска да го контролираат палењето на стрништата, туку на Државниот земјоделски инспекторат. Така и тетовските инспектори, како и во Боговиње, немаат направено контроли на терен. Од Државниот земјоделски инспекторат велат дека вршат зачестени заеднички контроли на теренот со полицијата, против пожарните бригади и Дирекцијата за заштита и спасување. Државниот инспекторат за земјоделство секогаш постапува по пријави од граѓани и врши контроли по сопствена иницијатива. Но треба да напоменеме дека инспекторатот не е опремен со теренски возила и опрема за откривање на пожари. Воедно има и недостиг на инспектори, бидејќи тие постапуваат по голем број закони и прописи. Во есенскиот период се засилени инспекциските контроли, а земјоделците треба да се едуцираат да не ги палат површините и да се разгледа можноста за донесување законска регулатива, палењето да се изведува под строго утврдени услови. Од почетокот на годината, овие 4 институции во заедничка акција спровеле 1291 контрола, издале 21 платен налог во постапка за порамнување, а поднесени се само 2 барања за поведување прекршочна постапка. Во случаите кога се работи за непознат сторител, одговорноста да се откријат подпалувачите е на полицијата. Каква е волјата, но и опременоста на полицијата е знак прашање, бидејќи вчера, во недела и сред бел ден, никој не ги виде десетиците мали пожари кои ја затруја Полошката котлина. Во очекување на следните чекори на земјите членки на ЕУ за европската перспектива на државите од Западен Балкан, во јавноста веќе циркулираат неколку предлози за реформа на преговарачкиот процес. Еден од нив, промовиран од докторантката на Универзитетот Оксфорд Тена Прелец и екс-директорката на Канцеларијата за европска интеграција во српската влада Милица Делевич, предвидува хоризонтален покрај актуелниот вертикален пристап. За ова и за други прашања по неможноста ЕУ да се договори за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и со Албанија, Владимир Мирчевски разговара со една од авторките, Тена Прелец. What is the message sent to the region with the failure of EU member states to reach a compromise for opening accession talks with North Macedonia after the difficult agreement over the name issue?
We talk only about starting a long process. So it is not a great message, I'm afraid. The EU already had a great credibility problem in the Western Balkans, and this latest development is only making it worse. Your country, North Macedonia, has made a lot of painful compromises, a lot of effort, and it definitely did deserve the opening of the negotiations. As you know very well, there is a great, I think, disillusionment among the populations in the Western Balkans that the EU perspective is actually meaningful. This is, for instance, reflected in the great number of people who are leaving the countries of the Western Balkans. These people are mostly progressively minded, which makes it even more difficult for the government in the region to implement true reforms. So this is a vicious circle, and it is very clear that stopping EU accession does not strengthen the rule of law. It makes it worse, in fact. But I have to say that even though this, this latest red light by Emmanuel Macron has exposed the urgency of the situation, EU enlargement has not been working properly for a while. So we do need fresh thinking on how to reboot the process. What is the summary, the essence of the idea for sector-by-sector integration, and does it envisage full-fledged membership for the Western Balkan countries at the end of the process? So we prefer to call it a horizontal approach, and I will explain why. But first, let me highlight that definitely EU membership should not be stopped. Both Milica Delevic, my colleague with whom I co-authored this proposal, and we both believe that there is really no alternative to EU enlargement for the Western Balkans. At the same time, it is clear that EU enlargement is in crisis at the moment, and that there is a need for solutions that are realistic, so that they are acceptable for both EU member states and for the Western Balkan countries, that are fair and consistent, and that therefore have the capacity to be transformative. At the moment, the EU enlargement process is quite a vertical process, meaning that EU hopefuls go through a screening stage, they become candidate countries, they close all the chapters, and eventually down the line, the paradise of the EU membership unlocks for them. And with full EU membership, you also receive access to structural funds that are consistently more than the IPA funds that are available for candidate countries at the pre-accession process. Now, the idea is not to get rid of this vertical approach, to keep it, but also to supplement it with a horizontal dimension that would integrate the Western Balkans sector by sector and area by area. And it would reward meaningful progress also with the unlocking of the structural funds in this sector where they're doing well as the participation in relevant EU fora. So why this idea? The idea is that giving access to this more consistent pool of money to structural funds before the full accession would stimulate convergence between the accession countries and the EU member states. Whereas at the moment, there is further divergence that is being promoted by the very widely different availability of funds to the two groups of countries. Furthermore, the fact that you have a tangible reward on the other end of the line, and that this reward does not seem so far away in the future, but that you know that if you do well in, for instance, energy and environment, and you put your house in place in that sense, or if you do well in police reform, etc., that funds are going to be unlocked for you. It gives you great stimulus to do better. So let me just, at the end of the day, at the moment, really the big problem is that non-compliance, the cost of non-compliance for the governments of EU accession countries is very low. And this would increase it. It would make it much more tangible what they're going to get. And it would also make it much more difficult for them to justify the low progress in front of their populations. Whichever approach the EU chooses at the end, I think it's also important to highlight that it should not be a unilateral imposition from the EU member states to the accession states, but it should be agreed in close cooperation with the countries of the region.
Has this initiative support among some EU member states or other circles in the European Union? This is completely an original idea by Milica Delevic and I. We are not backed by any big powers. However, we are discussing very closely this proposal with colleagues, including the colleagues at the Balkans in Europe Policy Advisory Group, BIPAG, and a full policy study in which we will lay out more details about the proposal will be coming soon, so watch this space. What do you think, whether and when can North Macedonia expect start of EU accession talks? I would like to have that crystal ball. However, I think it's worth highlighting that your country has a lot of friends around Europe. The great majority of the EU member states, aside from France, is in fact absolutely supporting the opening of the accession talks with North Macedonia. And I know that the whole DG NEAR, the Directorate General for Enlargement of the European Commission, is actively lobbying to make it happen. So don't believe the doomsayers, not all is lost, definitely. Thank you. Thank you very much. Не менувајте го каналот, по паузата е саботажата. Модните дизајнери ќе останат без ангажман откако премиерот реши да го менува стилот на облекување. Прво, ги стави на испит измислувајќи надграден модел на старомодни обувки. Веројатно виде дека тоа е тешко за реализација, па се реши, за да го оствари неостварливото, да се ослободи од чевлите и низ трњето да гази дури и без чорапи. Железни опинци ќе облече. 500 евра плата. Просечна во Македонија ќе има. А ако треба бос без кондури ќе одам, 30.000 денари. Просечна плата следната година во нашата земја ќе има. Ако не бива, тогаш веќе се надзира наследникот. Само промоцијата е најдобриот маркетинг, а ако зад неа стои амбиција, тогаш искажаните зборови не ни би требало да се третираат за лапсус, туку за сериозна најава за идното рекомпонирање на структурата. Кога ја прифатив поканата да бидам дел од партијата и да бидам председател, многумина ме честита, некои рекоа дека ќе ми ги запалат книгите. Книгите не треба да горат, туку треба да се прочитаат, а нивната содржина да служи како лекција. Не е за пофалба кога професори тврдат дека поминали низ материјалот и нудат ново, чисто четиво, а сакаат да турат црн пепел и да ги направат невидливи лектирите, без кои не може да се добие преодна оценка. Па председател на Врховен суд беше ваш човек, Роднина беше сега. До вчера бил Роднина, не знам. На Трајко Јанос. Искрено не знам зашто му бил, каков Роднина. Не е важно сега. Понекогаш е неважно да се знае кој кому му е роднина, ако подсвесно, а тој што знае му е јасна афилијацијата, па редејќи ги своите политички противници. Во низата вметнува и лица за кој општиот впечаток за блискост во минатото има свое влијание и врз сегашноста, а веројатно ќе има и врз иднината. И Мицковски, и Александар Николовски, и Јанушев. Сепак во политиката и во идеологијата клучно е како се гледа на нештата. Наспроти очекувањата, врз идната соработка, влијание да има средбата на погледите. Од опозицијата изгледа формулираат уште еден метод на регрутација, со кој во изгледна предност се оние, чиј капацитет на бели дробови е поиздашен од вообичаениот. Но кога ќе се видиме вака очи во очи, гради во гради, ќе можеме заеднички да размениме искуство. Некој по таа понуда за размена на искуство веројатно размислува на продлабочена, која недвосмислено води кон промена на положбата со која тој долу би дошол горе и обратно. Па затоа таа е децидно отфрлена, со индигнација која преминува и над замислената бариера на пристојност. Мисли дека тоа ќе го донесе на власт? Мало сутра! И на крајот, во очекување до изборите се да излезе на мегна. No more secret! Нема повеќе тајни во Македонија. Ако очите евентуално не се сретнат со облеката на Викторија, кај која во едно парче се кријат две,
Јавно е само дека тајната во множина се вика Secrets. Толку за вечерва. Во меѓувреме до новото издание в петок следете не на интернет страницата 360stepeni.mk и на нашите акаунти на социјалните мрежи. Пријатно!